Сиромајо со дикело што копаше и да речниците. Чита Александар Станојков. Си копал еден сиромав човек во едно бавче со ѓунделак и копајќи се колнел сам себе си дека бил сиромав и копал. Анасан, како се најдов сада јас да бидам сиромав и да бидам аргатин по туѓите бавчи за 5 гроши и ѓунделак. Што беше тој пусти лош късмет мој што сум имал јас. Ваква живота имам и јас да се бројам човек и домаќин, која купи ден помени права. Вака колнејќи се сам себе сиромајо, го чула една наречница и отишла да се качила на една кочија и побидала покрај бавчата кај што копаше аргатино, да застанала со кочијата и го викта да оди кај неа. Ја ела баба бре, ти аргатине што копаш во бавчата и се колниш сам себе. Не можам да оставам дикело пријателки и да дојдам. Чунки сум пазарен за цел ден да работам на бавчанџијата и до вечера да му ја окопам бавчата, ако не му ја искупам до вечера, нема да ми дај ѓунделко, затоа не идам. Остај дикело и ела, да не ти дојдам тамото да се вчудовидиш. Неколку пати го вика, дури најпосле отишол при неа аргатино и се качил во кочијата и го однесла во некој сарај невидени и непознати на аргатино, та го внесла во една многу голема одаја полна се со книги околу наоколу од земи до таван. Книгите биле сите како некои ванџелии големи и едни побали како букварчиња и уште побали како некои ливчиња. Слушај вамо човече, му рекла наречницата, што те прашам, ме познаеш мене која сум, али не ме познаеш? Не те познавам, господарке, која си, те молам, кажи ми се која си. Јас сум наречницата што му наречувам късметот на луѓето и јас сум што сум ти нарекла твојот късмет, да слушајќи да се колдиш сам себе оти си бил аргатин, а не си бил голебец, те зедов овде да ти покажам што ти е наречено на третјата вечер и што сум ти пишала да си видиш и веќе да не се колниш сам себе, ами да си работиш раат и веќе да не се колниш. Ела сега да видиш тефтерите од цареите и да му пеиш што му е пишано. Кога отишол кај царските тефтери, што да види? Големи што да не можи да ги подкрени со обете раце. Отишол кај тефтерите од књазоите малце помали биле, од чорбаџиите уште побали, а пак кај тефтерите од средната рака луѓе имало секакви, мали и големи, а пак кај сиромашките тефтери биле само по 2-3 или по едно ливче да пишано од третјата вечер што да работи и колку да вади. Ево тие си го најди неговото ливче и кога си го пропеа, видеото му било пишано да биде аргатин и да зеба по 5 гроши и ѓунлук и поеќе ништо. Ете човече си го виде късмето. Ете што ти е пишаното и од сега да не се срдиш и да се косиш оти си аргатин и со дикело копаш. Оти тоа ти е пишано.